Жешка есен со протести најави денеска Боби Бојчевски, председател на независниот синдикат за здравство. Доколку до крајот на овој месец не се отстранат повеќето аномалии во колективните договори, а се на штета на здравствените работници, неминовно ќе следи најавениот израз на незадоволство. Подобро е да го гаснеме оганот додека жари, а потешко е додека кога ќе се направи пожар. Бидејќи здравствените работници не може да го издржат месецот, не може да го преживеат денот. Како тие здравствени работници ќе им даваат нега на пациентите и на другите пациенти што доаѓаат во здравствените установи. Затоа ги замолувам уште еднаш институциите да се реши проблемот на здравствените работници. Значи, ние застануваме на фактот дека ние во септември, ако не се решат овие работи, ќе бараме протест, каде што бараме 30% покачување на платата на овие здравствени работници. Кога може некои на други вработени да им се покачува 30% платата, значи ние се осеќаме како дискриминирани во ова општество. Со аргументи, Бојчевски пред медиумите ја објасни тешката состојба на здравствените работници. Само за пример да ви кажам, нето плата на еден вработен во итна медицинска помош, возач или возач на амбулантно возило, економ, домаќин, е околу 22.500 до 23.400 денари плата. Како може тој вработен да го преживее денот? Како може тој вработен да го преживее месецот? Ние за тоа како независен синдикат ќе се бориме за овие категорија на луѓе и да се решат оние аномалии од прва до четврта група според работни односи. Каде што доаѓа првата група има поголема плата од четвртата група, според сложеност на работни односи. Значи, тука сме и остануваме на фактот дека сите институции потребно е да се занимаваат со здравството, да се позанимаваат со здравствените работници, бидејќи здравството е еден вид на амортизер на општеството. Реакциите по нивните барања независниот синдикат за здравство ги очекува од Министерството за здравство и финансии. Во меѓувреме на денешната средба со надлежните во Министерството за информатичко општество и администрација добиле подршка.